Дали сте слушнале за сончевиот часовник во битола на Широксокак? Часовникот го изработи и подари архитектот Константин Анастасов заедно со пријателите и соработниците Љупчо Долевски и Никола Димитровски, професори по географија, Славе Кирковски, уметник конзерватор, Александар Шулевски, аматер астроном и учениците Христо Трајковски и Борис Анастасов во 2003 година. Тие заеднички цела година го дизајнираа часовникот, а на почетокот на 2004 го изработија и го поставија во централното подрачје на Широксокак. Сончевиот часовник е изработен на цела должина од зидот, која изнесува 12,5 метри и еден од најголемите вакви часовници во Европа, сместен на површина од 50 на метри квадратни. Арапските бројки го прикажуваат зимското сметање на времето, а римските летното. Со јасно означена и видлива, подебела линија се одделува времето за рамнодневица, со што е обезбедена целата содржина на еден сончев часовник. На сончевиот часовник има апликација од вселенски символ комета и апликација на символ Вселена како асоциација на вкупната поврзаност со универзумот. Дали знаете дека Охрид едно време беше главен монетарен центар на Балканот? Уште во античкиот Лихнид се ковале значајни монети. Ретките исклучително вредни монети пронајдени на локалитетот Плавшник, кои денес се чуваат во Охридскиот музеј, потврдуваат дека во Охридската ковница се ковале монети уште од античко време. Тоа се познатите лихнидски монети со представа на аверсот на македонскиот штит и на реверсот делот кораб. За прв пат во науката се пронајдени монети кои ги коваат десаретите како племенски монети и овие монети досега не биле познати, ниту пак за нив е пишувано во целокупната наука во светот, затоа што прв пат се пронајдени во Охрид на Плавшник. Се работи за монети од бронза. Со фискалните реформи во Македонското кралство било дозволено повеќе градови и области да коваат своји монети. Такво право добил и градот Лихнид. Бронзените монети со името на градот Лихни биле ковани во периодот меѓу 187 и 171 година. Лихнидските пари преку избраната представа на реверсот кораб верно ја сликуваат местоположбата на градот Лихнид. Значајни монети се ковале и во средновековниот период во Охрид. Од Охридската ковница излегле монетите на Асен II, при што се пронајдени 1000 примероци. Биле ковани и монети од царот Душан, од Волкашин и неговата фамилија, од кралицата Јелена и Евросима, многу ретки типови примероци на монети, од крале Марко, неговиот брат и кнезот Лазар. Во времето на Отоманската империја во Охрид се ковале дури и турските акчи.